Почитувани, благодарам што сте на програмата на К3 телевизија и сте заедно со нашето најново издание на емисијата Интервју на К3, кое што секогаш носи интересни гости, гости кои што имаат што да говорат, гости кои сами по себе се инспирација, бидејќи нивните достигнувања, постигнувања, нивната животна приказна секогаш мотивира, инспирира. Еден таков соговорник е и мојата вечерашна гостинка, тоа е Христина Христовски. Таа е поранешен пинг-понгар на пинг-понгарски клуб Крива Паланка и поранешен репрезентативец на Република Македонија во пинг-понг, а сега веќе професионален пинг-понгар кој што живее и работи во Германија. Христина, добре дојде, благодарам што ја прифати нашата покана. Благодарам за поканата и би сакала да ги споделам моите искуства, искушение и оно што можем најдобро да го правам. Така, благодарам. Ке говориме за пинг-понгот, она што е твоја преокупација, твој живот, неразделен дел од животот и еве веќе и твоја професија. Како е да се биде пинг-понгар? Еве на почеток. Да се биде пинг-понгар е нешто што не може да се опише со зборови, тоа може само да се доживее. Јас со спортот сум поврзана уште од многу мали нозе и затоа се одлучив за еден спорт да го правам цел живот, бидејќи јас тоа го правам и го сакам со срце. Јас почнав со пинг-понгот уште од 9 години, кога за прв пат дојдов тука во сала и се запознав со тренерот Јованче, кој јас почнав кај него да тренирам и тој првите фази што ги направив и ги научив беше од него. Тој е и поранешен пинг-понгар и можеше и најубаво да умее да ве научи за се она што се основи на пинг-понгот. А како реши да дојдеш во оваа сала каде што и денес се наоѓаме тука, ги мина и твоите денови од младоста и почетоците и големите успеси кои што ги постигна и за Крива Паланка и за Македонија? Па се реши едноставно така. Ние бевме генерација со синот на Јованче и така на некој според ние многу се дружевме и на некој начин така влегов и овдека во салата. Што се покажа дека било клучно за промените кои што ќе следуваат во твојот живот. Тренираше од 9 години, ве рече. Беа ли тоа редовни тренинзи? Да, секој ден беа упорност. Тоа го сакав и секој пат доаѓав и на тренинг и слушав и сакав тоа стварно да го научам. Така, умееше ли некогаш кога не е време за тренинг па да дојдеш да дзирнеш во сала? Па добро, ние секој ден имавме тренинг, така да секој ден доаѓа во сала. Колку време дневно посветуваше на тие тренинзи кои што претпоставувам постојано се зголемуваа со интензитет? Прво почнавме секој ден да имаме, ама подоцна кога ние добивме и нов тренер, што го добивме тој тренер на некој начин што повеќе да не поднаучи и заедно да соработуваат двајцата тренери. Така, тој дојде и како засилување, тоа е Виоре Луце, да кажеме, тренерот кој што дојде од Романија, кој што се уште ги учи нашите најмлади пинг-понгари и оние кои што се веќе репрезентативци. Минале долги години, претпоставувам, од детството се одрекуваше ли од многу работи за да дојдеш на тренинг? Во почетокот да. Во почетокот се приоритети најважно ми беше да дојдам увек на тренинг, ама подоцна кога годините си минуваат и кога мислиш дека веќе нешто си научил и си достигнал некои резултати, како почнуваш да немаш покрај школото, затоа што подоцна во гимназија имавме повеќе за учење, немавме толку време за на тренинг, доаѓавме поретко. А на почетокот доаѓавме, кога дојде и Виоре Луце, по 2 пати на ден имавме увек тренинг. Тоа е речиси полупрофесионализам, претпоставувам. Значи, исклучителна посветеност, максимални напори, претпоставувам. Би те запрашала, тогаш, кога минувавте во тие фази, од учење па до одредена фаза на познавање на тој пинг-понгарски свет, учествуваше, претпоставувам, во младински екипи? Да, имавме скоро секој викенд и тогаш имаше 3 категории: пионерски, младински
така беа, мислам дека пионерски, јуниори и подоцна сениори. Тие беа сениорите над 18 години, ама ние тогаш се надпреварувавме дека јас бев помала и според годините се надпреварува во сите три конкуренции. И тогаш за прв пат мислам дека бев втора во Македонија во пионерска конкуренција. Така, ги паметиш ли, ги чуваш ли тие спомени така драги во срцето, предпоставам, бидејќи кога си многу помлад, тие успеси умеат да те вивнат и до височините? Да, нормално, тоа никогаш нема да се заборави. Се фалеше ли пред другарките со тие успеси? Те прашуваали како е да се одречеш од тие дружења, можеби од излегувања, можеби вечерни? Па добро, јас увек наоѓам време за се, и за друштво, и за тренинг, и за учење, и за се. Така да никогаш посебно не сум кажувала што сум достигнала, како сум поминала на надпреварувањето, бидејќи се знаеле каде сум тој ден и што, ама никогаш посебно не сум се зафалила. Имаше ли одредени признанија во семејството, така да биде тоа прославување? Да, тоа нормално, да. Би те запрашала, од тие младенски категории, преминавте во сениорски конкуренции, значи тоа е веќе фаза на долги години тренирање за да се достигне тој некој висок степен во пинг-понгот. Кога за прв пат стана член на македонската пинг-понгарска репрезентација? На колку години го облече прв пат македонскиот дрес? Па бев доста мала, сега точно не знам, ама на 13 до 14 години бев репрезентативец на Македонија. Кој беше твојот прв репрезентативен надпревар? Сега беше ли тоа во државата или надвор? Надвор во државата. Ние секогаш тоа беше фактички ако си репрезентативец, тоа прв пат ние започнавме со балкански првенства. Колку е поразлично лига надпреварувањето од тие репрезентативни? Се имали поголема, можеби трема? Можеби ја чувствуваш целата обврска на себе дека државата ја представуваш сепак? Да, нормално. Какво е чувството кога ќе заиграш во името на Македонија, во боите на Македонија надворот? Чувството е прекрасно, тоа не може да се опише со зборови. Тоа треба да се доживее. Си благодариш на себе и на сите околу тебе што си достигнала до таму, можеби? Па да, највеќе благодарам на тренерите, значи на Јованче и на Виорелуце, кои стварно ни ги дадоа првите фази и не научија стварно да бидеме вистински спортисти. Што значи да се биде спортист? Освен редовните тренинзи и се останато, како влие исхраната, како влие одморот на се она што се пружа на терен? Посебен режим, бидејќи за да бидеш вистински спортист треба да се одржува и да имаш и кондициони тренинзи, кои ние порано исто сме ги имале, секоја сабајле ги имавме, а пред или после тренингот сме оделе и на стадионот тука во Крива Паланка, каде што и таму одржувавме тренинзи, не е само се во сала. Така, се дружите ли и ден денес со овие сите твои колеги од тимот, другари, пријатели, еве спомена дека сте генерација со Христијан Танојковски, ви останаа ли тие пријателства трајни? Ги одржувате контакт? Ги одржуваме, да. Се гледаме, некогаш и се допишуваме и... Мора да споменеме приказната која што започна на 9 години, траеше долг период, траеше до твоето полнолетство и кога сите решија да заминат на факултет, ти се двумеше или веќе имаше испланирано што ќе направиш со себе? Имаше ли некакви планови да запишеш факултет? Да, јас се запишав на факултетот за физичка култура. Одев неколку Да, посетував неколку предавања, но потоа се решив и ми испадна таква прилика што решив тоа што тука сум го научила да го покажам и да го изнесам надвор од границите. Многу интересна е приказната и многу невообичаена, бидејќи убавите нешта често се случуваат ненадено. Како се случи твојата приказна да заминеш и да играш во странство? Од каде дојде понудата, како?
таков е животот, значи не знаеш што може утре да ти се случи и животот што може да ти одреди да ти донесе. Тука ќе ја споменеме и љубовта, која што треба стварно да се спомени, како на некој начин јас заради тоа и таму сум отишла. И љубовта кон спортот, ама и љубовта кон ближниот. Сега веќе си мажена. Да. Јас го кажав твоето презиме Христина Христовска, сега веќе Ивановски. Така, твојот сопруг, тогаш партнер, е пресуден во одлуката да се замине и може да вклучен во следно тоа. Како настана таквата ситуација која што ти го промени и предпоставувам комплетно животот? Да, тотално комплетно променен. Тоа не можам да го кажам за тоа што случајните работи увек се случуваат изненадно. Така. Едно големо изненадување беше и тоа. И тоа, да. Така, по случајен неврзан разговор, како што ми објасни, твојот сопруг заедно со негов колега разговарале за тоа дека тој таму игра пинг-понг. Да. И кога ја слушнал твојата приказна, всушност се заинтересирал. Заинтересирал и тогаш тој дојде кај нас дома, што јас... Ти најавија ли дека ќе дојде да разговарате за тоа или те изненадија? Тоа беше пола сат, ние не бевме ни дома, тој се јави и подоцна тој дојде кај нас и разговараше, ама пред тоа јас се има веќе снимано тука вие кога сте ме снимали и јас му ги покажа видеата, бидејќи тој секако не разбира, ама виде како сме играле, како сме тренирале и нешто. Да. Да, и подоцна бев поканата на тренинг таму кај нив, подоцна... Каде започна твојата приказна? Во кој клуб започна приказната, во кој град? Започна во Фулда, тогаш јас играв за градот. Клубот се вика FCV Германија 09 Фулда. Христина, твојот ангажман во Германија во овој клуб кој што го спомена е твојот прв професионален ангажман. Каква е таа разлика на тој професионализам едноставно, споредено со се претходно што го имаше како искуство од тука? Беше ли голем предизвик да се вплива директно во тие професионални води во туѓа држава? Да, тоа беше едноставно голем предизвик. Јас тоа тука што сум го научила, сакав таму на еден начин тоа да го изнесам таму и нормално уште повеќе да постигнам и да достигнам до највисоко ниво. Тука исто игравме на професионален план, ама и таму беше исто така, почетокот беше малце тежок, бидејќи беше малце проблем за превоз и за тие слични ствари, ама тие на тој начин тие ме сослуша и на некој начин ми помогна и јас сум чувствувам и им се заблагодарувам на нив за тоа. Јас започнав да играм во клубот, како што споменав, ФСВ Германија 09 Фулда. Во кој град е тоа? Во Фулда. Таму започнав со нив, тренирав 2 пати неделно, увек за викенд имавме надпреварување и како член на лигата и како плюс и онака на надпреварување ме пријавуваа, каде што јас таму се покажав на тие турнири, да, надпреварување. Турнир, каде што таму јас се покажав за подоцна да играм во подобар клуб. Не го знаеше ни јазикот. Мораше да посетуваш, предпоставам, и часови. Тоа е дополнителна пречка. Да, почнав да посетувам, 2 години посетував. Дали и тој ангажман го возможи клубот? Не, тој ангажман не го дозволи клубот, туку тоа на некој начин тоа јас во приватна режија да посетував и ден денес ќе посетувам, затоа што јас сакам стварно тоа што сум го започнала да го научам. Така, сега веќе предпоставам имаш одредени доволни познавања на германскиот јазик, разбирање, читање, пишување, предпоставам средно. Да, каде што можам секаде на некој начин сама да се снајдам, бидејќи јас сум таква особа што не сакам другите да ги заморувам, да се
сакам да се ангажираат околу мене, сакам на секој начин сама тоа да си го постигнам, се сама да си направам Се научило и така животот, предпоставувам, потекнуваш од семејство каде што си единствено дете, мора да споменам. Да, ама и јас потекнувам од семејство каде што сум единствено дете, ама и таму не сум била, значи ја и таму се градев и се трудев и се сакав на некој начин сама тоа да го направам, не сакав, како што и реков, другите да се вложуваат многу околу мене. И си го постигнала тоа во одредена фаза од животот. Како помина таа прва година искуство во овој клуб? И истата ли година беше прогласена веќе за спортист на годината? Не истата година, не, ама учествував. А како се развиваше тогаш твојот професионален ангажман? Замина во друг клуб, спомена? Да, Кога се случи тоа, за колку време? Значи јас цела година играв за нив, што на некој начин ги доведов да играат и во поголема лига, каде што имаше на крај на годината. Тоа говориме за женска лига, женски надпреварувања, така, во тимови кои што се во многу поголема класа, предпоставувам и има и многу голема конкуренција за колку клубови станува збор. Тоа се бројни клубови, не е како тука, ние сме мала држава и мали се лигите. Да, нормално јас играв за прв пат започнав јас да играм во машка лига. Со мажите играв и на некој начин јас ги доведов да играат во поголема лига, што тие подоцна не сакаа да заминам, ама јас се појавував на повеќе на чести надпреварувања, каде што јас секогаш освојував второ, трето, четврто, прво, сите високи места, каде што подоцна клубовите почнаа да ме бараат и каде што јас имав и двоумење каде да заминам. Но јас ги избрав предпоставувам најдобрата понуда? Најдобрата и нормално најмладите што ми одговараат на мојата генерација. Така, сега си се уште во истиот клуб, за кој клуб станува збор? Сега, значи играм сега за Ајхенцел. Која лига се надпреварувате? Се надпреварувавме претходната година во оба лига и сега и оваа година ќе останеме тука, што тоа е многу висока и на доста силна лига каде што треба стварно да се вложи труд. На повисоко ниво се предпоставам организирани и тренинзите. Добивате ли собствена опрема и колку клубот вложува во вас? Вложуваат ли клубовите нешто особено повеќе за разлика од тука, бидејќи можностите се знае. Ние сме и помал град, па се она што не сте го имале тука, сега веќе на професионално ниво мислам дека е значително поорганизиран. Да, нормално дека вложуваат повеќе и се трудат тоа да опстане, да се иде увек до крајот. Никогаш да не е како тука. Ние бевме стварно предобри, се трудевме, трениравме, одвојувавме увек време за тренинг, ама подоцна настанаа некои такви недоразбирања каде што дојде и до откажување и до разделување. Затоа треба увек тоа што ќе се почне да се посетува континуирано и да се иде увек до целта, што е секој има зацртано. Дали освен она што си ангажирана на професионален план, ти остава време да бидеш ангажирана во сосема друга област? Рече дека работиш, мора да споменеме. Дали е платен твојот ангажман во клубот, дали си принудена сама да заработуваш и како го правиш тоа? Да, јас работам, увек на сабајле работам, што тоа исто така ми прави задоволство. Јас сакам тоа, сакам да работам, не само јас можам и да не работам само да играм пинг-понг, ама јас сакам тоа сама да си го постигнам. Значи како што рековме, се да си изградиш со твои сопствени раце. Така, ангажирана си работиш што ми спомена нешто во медицински центар? Да, јас работам во клиниката, во ФУДА, што исто така ми представува задоволство и тоа. Колку време си ангажирана со тој ангажман и колку време пак останува за тренинзите и надпреварите? Имам време поради тоа што јас работам увек на сабајле, а тренинзите се увек напладне, каде што имам време да посетувам и школо, каде што таму сум го учам и германскиот јазик, што стварно сакам да го научам
и за да можам, како што реков, сегде сама да си се снаоѓам. Колку време си во Германија, тоа не споменавме, и дали веќе склопивте некои пријателства, дали во рамки на клубот со оние што ти се од твојот тим, дали ширите познатства и ги секогаш ја презентираш ли нашата држава и градот и државата од каде што доаѓаш? Да, нормално ја презентирам, а исто така ја поради тоа што јас сум македонка и кога пишуваат во весниците за мене, увек ја пишуваат дека сум македонка, дека доаѓам од Македонија. Пишуваат ли со нашето уставно име Македонија? Macedonian. Така, да. Предпоставувам дека си гордост на државата. Да, јас сум горда што сум македонка и ќе споменам каде што си се родил, секогаш ќе те влече. И после неколку години и што да се случува и се и професионален план и се, би сакала исто така и да се, кога би дошло време, би сакала и да се вратам тука. Да вложиш тука, да, може би. Да. Би те запрашала, не ја потенциравме годината, кога беше избрана за спортист на годината, како се случи тоа и имате ли дружење надвор од клубот? Споменавме, нема многу голем социјален живот, ама вие во клубот си правите ли ваши дружби? Има ли тука и некои колегијални пријателства? Имам и колегијални пријателства, значи си се дружиме и на работа и од пинг-понгот, затоа што како што реков дека во пинг-понгот тие сме тука, тие генерации млади, каде што има дружење, има собирање, исто така ќе кажам и за гала вечерта што беше пред Нова година што се одвиваше, каде што имаше тајно гласање и каде што ме избра за спортистка на годината за 2015-та, да, каде што добив награда, диплома, дека публиката гласала и дека посетени ли се во голема мера пинг-понг над преварувањата и турнирите? Еве спомена публика, значи исклучително се заинтересирани за овој спорт. Да, има секогаш има голем број на посетители, каде што тука се и медиумите. Секоја среда, значи, не има во тој весник, Фулда весник, и каде што пишуваат секогаш за нашиот клуб, за нашиот тим, бидејќи ние играме во оба лига, а како што реков дека тоа е стварно високо нешто, популарно и каде што стварно треба да се вложи труд за да се добие еден противник. Сега кога сите можат да слушнат како твојата приказна ненадејно да живее пресвртно, позитивен пресврт, ги слушнавме твоите искуства и со работата и со пинг-понгот, благодарна ли си себе си и на кого си му најмногу благодарна за се она што денес си? Нормално сум благодарна на сама себе си, бидејќи јас тоа со многу труд тоа сум го постигнала. Исто така сум благодарна и на мојот сопруг, а исто и на мојата фамилија која што увек беше тука за мене да ме поддржи во се. Може би има ли моменти кога посакуваш таа приказна која што таму е успешна да ја пренесеш можеби на помладите пинг-понгари, бидејќи еве ти рече дека запиша факултет за физичко образование. Би сакала ли некогаш да бидеш ментор, наставник, педагог, да им ги пренесеш сите тие знаења кои што се исклучително големи? Да, јас би сакала тоа да го споделам и било кој да ме прашуваат и јас би кажала тоа како јас тоа сум го направила и постигнала. Се гледаш ли некаде, овде во Македонија, во Крива Паланка, повторно по 10, 15, 20 години, можеби кога ќе завршиш со професионалната кариера, па да отпочнеш нова приказна за нови генерации? Да. Увек јас би сакала увек се да се случува, да се менува животот, да се дешаваат се убави работи и позитивни работи. Никогаш да не речеме да застанеме и толку крај. И секогаш позитивните промени да се случуваат. Имаш ли време за слободни активности кои што се надвор од спортот, надвор од работата, нешто што те исполнува, еве можеби нешто креативно, што најмногу сакаш да правиш, дали можеби готвиш бидејќи си фамилиарен човек веќе, дали имаш некое омилено македонско јадење кое што си го приготвуваш себе си и за својот сопруг? Па научи ли да готвиш така?
Па не баш. Па основни работи да знам, ама некои специјалитети посебни тоа не, бидејќи јас тука сум била како дете што се вика и да, тинејџер и кога сум отишла таму сум отишла без ништо. А македонски специјалитет кој што ти е омилен? Па може да кажеме еве мусака. Тоа е првото нешто што си го нарачуваш, мамо направи ми мусака. Да. А десерт? Десерт. Спортистите имаат често потреба да надополнат енергија со благи работи. Сум по благото, а посебно омилено нешто немам. Омилен дел од денот кој што си го даваш себе си? Наутро, навечер? Па попладневните часови така ги гледам за одмор, за релаксација, Или гледаш филмови повеќе или слушаш музика, што те исполнува најмногу? Па филмови исто така гледам, а и слободното време го гледам повеќе да го искористам за шетање, за да се видиш со некој близок. Колку често се враќаш во Македонија? Тоа е повеќе пати во годината? Тогаш кога врските можеби кога имаме одмор и кога така сме најслободни, најчесто доаѓаме во лето. Ти недостасува ли нешто посебно од тука? Некој пријател, дружењето, може ли зборувањето, може ли да се спореди културно-забавниот живот, можеби социјалниот живот, тоа дружење со тамошното? Тоа не може да се спореди. Тоа тука што се е случувало и што е таму тоа и со друштво и со се, тука ти си роден и тука пак тука ти е срцето и тука секогаш ќе те влече. Што те прави најмногу среќна, можеби што најмногу те нервира кога ќе слушнеш или те растажува? Па најмногу среќна ме прави кога ќе постигнам нешто што ќе знам сама, тоа сум го направила без помош од никој и сум се трудела за тоа и што се вика се со твои раце кога сам ќе направиш. А што те растажува? Што умее да те растревожи може? Некоја неправда може би? Да, неправда, некое озборување, што тоа е вообичаено во нашиот град. А имаш ли омилена дестинација која што досега не си ја посетила некаде каде што би сакала да заминеш? Еве на одмор, бидејќи е лето. Да, па ние бевме на одмор. Секоја година кога ќе одиме на кај Македонија и ја посетуваме Хрватска, бидејќи ни е успат, а и според мене Хрватска е една од најубавите и за одмор и за се. Што прво правиш кога ќе дојдеш во Крива Паланка? Каде одиш прв пат? Дали е тоа манастирот, дали можеби на гости кај некои роднини и пријатели? Кога ќе дојдам во Крива Паланка, прво што ќе одаме кај моите родители, прво семејството, да, бидејќи тие се ми најважни во животот, а потоа се и друштвото и сите други дестинации. Заокружувајќи го сето ова, сигурно имаш некаква, можеби, порака, можеби поука која што ти сама си извлекла од животот, па би им ја пренела и би им посочила на другите. Можеби помладите кои што веќе се занимаваат со пинг-понг и очекуваат дека со својот труд ќе достигнат височини, како и ти. Па јас би посакала да им пренесам и да им кажам никогаш да не се откажуваат од она за тоа што се труделе и за она што се го постигнале, сами што вложувале во себе, да. И никогаш да не се откажат, затоа што спортот е благодат, можеби, да благородува и како личност. Како личност, да. Ја надополнува можеби и својата самодоверба и целиот ангажман те учи да бидеш и похрабар. Похрабар, да, нормално. И да идат секогаш до крај, никогаш да не се откажуваат од предизвиците кои им ги носи животот. Така, убава порака, убава да бидат и упорни, и посветени, да. И да бидат секогаш трудолюбиви, бидејќи секој труд вродува со плод, порано или подоцна. Да. Почитувани со оваа порака да бидете секогаш упорни, посветени, позитивни и креативни, ја заокружуваме денешната емисија со нашиот соговорник Христина Христовска Ивановски, која што е вистински пример за тоа како човек кој што умее посветено да се ангажира во
во одредена област и во она што најдобро умее да го прави, достигнува онаму каде што посакувал да биде и секогаш може да постигне многу повеќе доколку посветува доволно време, енергија и труд. Ви посакувам времето кое што го одвоивте за интервју на К3 да биде благопријатно по вас и да ве мотивира како што Христина со својата приказна успеа да не мотивира и нас. Благодарам што бевте на програмата на К3, следете ги и нашите репризи, а доколку не сте во можност, тогаш побарете ја нашата емисија и на k3.mk. Секој добро!